Премиерот Христијан Мицкоски соопшти дека владата потпишала договори за инвестиции во енергетиката вредни околу 100 милиони евра, со што секторот станува клучен национален приоритет. Станува збор за изградба на фотонапонската електрана Битола 3 и ревитализација на хидроелектраните, финансирани со средства од KfW банка и ЕБО. На седница на Економско-социјалниот совет, Мицкоски порача дека владата поддржува раст на минималната плата, но само преку социјален диалог и договор меѓу работниците и работодавачите, нагласувајќи дека одржливи плати се можни само со силна и продуктивна економија. На автопатот Охрид, Кичево се изведуваат најсложените инженерски и градежни зафати досега во државата и регионот, со цел целосна и безбедна доизградба на трасата. Заменик-председателот на владата и министер за транспорт, Александар Николовски, истакна дека се работи на стабилизација на 16 косини, од кои 14 ќе се обезбедуваат со галерии од армиран бетон. Решение што првпат се применува во регионот. Николовски нагласи дека со новата влада се решаваат проблеми стари повеќе од една деценија, со цел автопатот не само да биде завршен, туку и долгорочно безбеден за сообраќај. Анита Тополова-Исајловска е избрана за вршител на должноста државен јавен обвинител, откако Јупчо Коцевски поднесе неотповиклива оставка. Одлуката е донесена едногласно на седница на Советот на јавни обвинители, на која таа беше единствен кандидат. Членката на Советот, Кети Петкова, изјави дека станува збор за професионално и принципиелно решение, бидејќи Тополова-Исајловска повеќе од 10 години ја извршувала функцијата заменик републички јавен обвинител и целосно ја познава работата на обвинителството. Таа ќе извршува функцијата до избор на нов државен јавен обвинител, но не подолго од 6 месеци. Европската комисија нема донесена одлука за суспензија на средствата од ИПАРД 3, програмата, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Оттаму информираат дека најавените дополнителни контроли се редовна процедура и не значат запирање на програмата. По завршувањето на проверките, реализацијата на ИПАРД 3 ќе продолжи без застој, а ниту еден земјоделец нема да биде оштетен, уверуваат од Министерството. Се наведува дека искористеноста на средствата изнесува 7,3%, што е втор најдобар резултат во регионот по Турција. Министерот за одбрана Владо Мисајловски изјави дека стабилното буџетирање, модернизацијата и грижата за вработените се клучни приоритети на Министерството и армијата. На брифинг со одбранбените аташеи, тој соопшти дека за 2026 година одбранбениот буџет ќе изнесува 358 милиони евра, што е за 8,4% повеќе од годинава. За модернизација ќе бидат издвоени 116 милиони евра, а планиран е и прием на 300 нови професионални војници. Целта, како што истакна Мисајловски, е модерна и функционална армија усогласена со сојузниците и колективната безбедност. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски изјави дека не постои дилема околу европската интеграција на земјава, но нагласи дека се неопходни предвидливост и јасни гаранции во процесот. Тој порача дека спорот со Бугарија мора да се решава со рамка што ќе обезбеди заштита на идентитетот, јазикот и националната историја. Муцунски истакна дека владата е подготвена за диалог, но нема да прифати нови отстапки без сигурност дека нема да следуваат нови блокади, додавајќи дека европскиот пат мора да се темели на стабилност, доверба и меѓусебно почитување. Амбасадорката на САД во Македонија, Анџела Агелер, е меѓу дипломатите од кариера кои се отповикани со одлука на американскиот претседател Доналд Трамп, во рамки на смена на околу 30 амбасадори. Од амбасадата на САД изразија благодарност за нејзината 3-годишна служба и порачаа дека ќе се обезбеди непречена транзиција, додека работата на мисијата ќе продолжи нормално. Стејт департментот соопшти дека станува збор за стандарден процес и дека амбасадорите се лични представници на претседателот. Освен во Македонија, смени ќе има и во Ерменија, Црна Гора и Словачка. Грчките власти започнаа пилот проект за унапредување на безбедноста во сообраќајот во Атина со воведување на системот Safe City, кој користи камери со вештачка интелигенција. Само во првите 4 дена регистрирани се над 2000 сериозни сообраќајни прекршоци. На една од најфреквентните авении, Сингру, евидентирани се повеќе од 1000 случаи на користење мобилен телефон и неносење појас, околу 800 прекршувања на дозволената брзина и 480 поминувања на црвено светло. Проектот се спроведува на 8 ризични локации, а грчките власти велат дека целта е превенција и спасување животи, а не само казнување. Речиси половина од албанските граѓани живеат надвор од државата, покажуваат најновите податоци на Албанскиот институт за статистика, Инстат. Според проценките за 2025 година, околу 49% од населението, односно повеќе од 2,2 милиони албанци, престојуваат во странство, додека во земјата живеат околу 2,4 милиони жители. Истражувањето покажува дека емиграцијата главно ја опфаќа работоспособната популација, а новата диаспора е економски активна и најчесто заминува во европските земји.
Најголеми албански заедници има во Грција, Италија, Германија, Франција и Обединетото кралство, при што главни причини за иселување се економските можности и семејните фактори. Воведувањето на новиот систем на Европската унија за влез и излез веќе предизвикува сериозни доцнења на аеродромите низ Европа. Иако засега се применува на околу 10% од патниците од земји надвор од Европската унија, редици и чекање до 3 часа се забележани на повеќе аеродроми. Според извештај на Меѓународниот совет на аеродроми, АЦИ Европа, обработката на патниците е забавена за дури 70% поради технички дефекти, недостиг на персонал и нефункционални киосци. Од АЦИ предупредуваат дека доколку проблемите не се решат, проширувањето на системот може да предизвика уште поголеми застои и сериозни безбедносни ризици. Данскиот министер за надворешни работи Ларс Леке Расмусен порача дека САД мора да го почитуваат територијалниот интегритет на кралството Данска, откако председателот Доналд Трамп го именуваше гувернерот на Луизијана, Џеф Лендри, за специјален пратеник за Гренланд. Расмусен изјави дека именувањето го потврдува континуираниот американски интерес за Гренланд, но нагласи дека секоја активност мора да биде во рамки на меѓународното право. Лендри, пак, изјави дека му е чест да служи во оваа улога, наведувајќи дека Гренланд треба да стане дел од САД, што дополнително ги засили тензиите меѓу Вашингтон и Копенхаген. Тајланд и Камбоџа најавија нови преговори за прекин на огнот, откако смртоносните погранични судири влегоа во третата недела. Средбата на официјални представници е најавена за следната недела, а воените делегации треба да се сретнат на 24 декември. Според тајландските власти, претходното примирие било избрзано и не донело траен мир. Во обновените борби долж границата долга 800 км загинале најмалку 41 лице, а околу 900.000 луѓе се раселени. Регионалните организации, како и САД и Кина, повикаа на итно смирување на состојбата и поддржаа нов диалог меѓу двете земји. Локалните јавни претпријатија во Македонија се даваат во долгови, покажува најновото истражување на Центарот за граѓански комуникации. Иако бројките не се толку високи, состојбата е далеку од добра. Според податоците, скопските јавни претпријатија кон крајот на 2024 година должеле околу 90 милиони евра, главно преку краткорочни обврски. Најголем должник е Водовод и канализација со 53 милиони евра долг, сума што е двојно поголема од неговиот годишен приход. Истражувањето покажува дека долговите не се резултат на капитални инвестиции, туку на секојдневното работење. Огромни загуби на вода и непроменетите цени на услугите со години го туркаат Водовод во загуба од 4 милиони евра годишно. Слично е состојбата на ЈСП Скопје, кое со непроменетата цена на билет од 2016 година ја завршило годината со долг од 16 милиони евра и јавен превоз што граѓаните се почесто го опишуваат како небезбеден и нефункционален. На државно ниво 126 од вкупно 128 локални јавни претпријатија должат 193 милиони евра. Дори 40% од овој долг го направиле само 10 претпријатија, а повеќе од половина работат со загуби. Само минатата година тие оствариле минус 17 милиони евра. Додека водата, јавниот превоз и хигиената создаваат загуби, паркирањето се покажува како најпрофитабилна дејност. Градски паркинг Скопје лани остварил речиси половина милиони евра добивка. Граѓаните плаќаат се поскапи услуги со ист квалитет. Претпријатијата тонат во долгови, а профит носи паркирањето. Прашањето е едноставно. Дали јавните претпријатија служат за јавен интерес или само преживуваат од година во година без план и одговорност?